мобилизација на терцијарното здравство и секундарното здравство на трите болници во Скопје, да се мобилизираме. Повикот од истиот момент беше алармирана владата на Република Македонија, која што исто така се мобилизираше брзо и за кратко време ги свикавме двата кризни штабови. Едниот кризен штаб беше во Министерството за внатрешни работи. Првиот состанок го државме околу 4 часот наутро. Во тој момент во ургентниот центар за 15 минути од повикот, некаде околу 3 часот и 10-15 минути, за 15-20 минути, некаде 30 до 40% од капацитетот на лекарите, сестрите и болничарите веќе беа дојдени на работа и првите пациенти кои што беа носени од несреќата во Кочани беа со приватни возила и после тоа почна да се носат, да доаѓаат амбулантните возила. Европска унија, каде што сме партиципиенти. Стапивме во контакт со координаторот кој што се наоѓа во Македонија, побаравме помош од Европската унија, каде што почна во истиот момент да ни доаѓаат голем број на понуди и покани, но никаде не добивме покана да сите пациенти ги сместиме во една земја или во една болница, затоа што повредите кои што се настанати во секоја болница повеќе од 4 до 5 пациенти не може да се лекуваат и да се третираат, затоа што секоја земја има систем за лекување на вакви пациенти кои што е една одредена единка во самата болница и е изолирана од сите други и повеќе пациенти од 5 до 6 не може да се примат. Го донесува заклучокот дека консилиумот кој што се решил да ги трансферира пациентите во соработка со сите системи кои што ги имаме и со насока на владата на Република Македонија е одличен, не поздравија и ни кажа дека толку брзо трансферирање на толку голем број на пациенти досега немале како мисија, затоа што се работеше за многу авиони кои што носеа по 20 пациенти, најмногу 7 пациенти.